Здраво и добре дојдовте на каналот на Таротот на убавото изненадување. Денес ќе имаме предвидување за месец ноември, но пред да започнеме ќе ве замолам да ми помогнете во изборот на следните видеа, односно дали повеќе би сакале да гледате една серија на видеа за различни аспекти на романтичните врски или би сакале да гледате серија на видеа за тоа како се гледа на тарот карти. Вашите одговори ќе ми помогнат многу во одлуката. А сега иде да започнеме со предвидувањата за ноември. Како што знаете, вообичаено имаме 3 групи, ви даваме опција да си одберете една од трите групи, доколку имате дилема и слушајте ги и двете групи, па ќе одредите која од тие две групи се однесува точно на вас. Ајде да започнеме со гледањето. Здраво и срдечно добре дојде на мојата прекрасна група број 1, да видиме што ќе се случува во вашиот живот во текот на месец ноември. Глобалната слика на овој распоред на картите ни кажува дека во текот на ноември најголемиот фокус на оваа група ќе биде насочен кон елементот на оган, односно работата и бројните активности. Исто така месецот ќе биде исполнет со емоции и значајни животни настани. Иако се присутни, најмало внимание ќе биде посветено на материјалните нешта и интелектуалните активности. Моментално, драга моја група број 1, водите битка со целиот свет. Знаете, се работи за оние моменти во животот кога ги забележувате агресивноста и такмичењето на секаде околу вас. Сосема разбирливо, вие, како дел од мојот тим, се прашувате зошто се толку агресивни луѓето? Зарем не гледаат дека светов е прекрасен? Овој прекрасен универзум е толку богат. Зошто мора да бидат толку непријателски настроени? Верувајте ми, драга моја група број 1, сум била во таа позиција, знам точно како ви е, кога дури и најблиските и најмилите ќе се свртат против вас и едноставно не ви се верува што ви се случува и зошто. Иако самите испраќате на сите околу вас само благослови, па и вие сте човек од крв и месо, и колку што можете пољубезно, некојаш стварно која ќе ве притиснат, веќе немате избор, па и вие ќе се спротивставите. Се борите за тоа во кое што верувате, си ја држите цврсто својата позиција. Длабоко во своето срце знаете дека се залагате за она што е исправно и се трудите да си одржите контролата и да имате силна волја. Никогаш нападот не е насочен директно кон вас, вие сте само сведоци. Насочен е кон некој друг. И секако ќе се однесувате повторно заштитнички, одбрамбено, асертивно, силно, безкомпромисно и одлучно. Може да ве нападнат при тоа дури и вас, да ве малтретираат, да ве обвинуваат. Ама вие да си издржите. Верувајте ми, драга моја група број 1, сигурна сум дека поседувате сила да издржите и да ги надминете сите животни проблеми и тешкотии. На крајот на краиштата, ако ви се испречил на патот некој кој во моментот е посилен, едноставно животот му доделил подобри карти во моментот, па привремено откажете се од борбата. Прифатете дека така е најдобро да заврши и готово. Знам сигурно дека еден ден ќе дознаете зошто работите морале да се одвиваат на тој начин. Се случува за најголемо добро на сите. Па гледам, драга група број 1, дека октомври ви бил убав месец и дека нешто добро ви се случило. За некој од вас тоа било очекувано, за некој било многу изненадувачки, ствари за поголемиот дел од вас било изненадувачки. Дали се работи за исполнување на некоја голема желба или едноставно си уживавте во присуството на љубовните чувства и некои драги луѓе од вашето обкружување, вие сами си знаете најдобро што било. Едно е сигурно,
И самите мора да сте поседувале слична енергија, односно и вие самите сте биле исполнети со љубов и љубезност кон другите. И затоа не е ни чудо што сте привлекле вакви љубовни енергии во текот на октомври месец. Зачувајте си ги во срцето. Ќе ви требаат и во текот на ноември. Темата на месецот, значи ноември, е поврзана со уживањето во високиот или за некој од вас повисокиот општествен статус, просперитет, богатство, луксуз, успех и финансиска независност. Вие самите може би сте или имате во околината, или па ќе запознаете у ноември некоја зрела женска или машка, ама женствена личност, која е дарежлива и обично е богата и финансиски независна. Таа поседува афинитет кон префинети работи во животот. Таа е добра во бизнисот. Може да се работи за земјен знак во хороскоп, бик, девица или јарец. Во секој случај има висок општествен статус и е пријатна, шармантна, лојална, организирана, приземна и практична. Таа е прекрасна и грижлива мајка, а исто така и добро готви и е добра домаќинка. Луѓето во нејзиниот дом се чувствуваат добредојдено, сигурно во нејзиното друштво и слободни се да и се доверат. Може да ве научи како да си поставите цели и истрајно да работите на нивното остварување. Ми се чини дека во текот на ноември ќе живеете без присуството на некоја посебна личност. Можно и да не е веќе на овој свет, а можно и да се преселила во друга земја. Или па вие да сте се преселиле, да сте се оддалечиле. Можно е вие да сте одлучиле дека сте усвоиле лекцијата која ви е дала оваа енергична и весела личност и моментално се чувствувате силно и моќно да продолжите да си работите самостојно. Која и да е причината за разделбата, научивте како да бидете бестрашни, слободоумни, мотивирани и спремни за акција. Тој, или може би дури и таа, ви покажале како да бидете горди, страсни, лојални, одговорни, заштитнички настроени, како да си ја чувате слободата, а и како да се чувате од луѓе кои постојано нешто бараат од вас. Гледам дека ќе посетувате енергија, искуство и ентузијазам да остварите се што ќе си зацртате да постигнете. Ќе имате целосна контрола врз својот живот, ќе ги мотивирате другите околу вас, ќе ги поведете напред, ќе им дадете добар пример на сите кои што сакаат да се угледаат на вас. Нема ве за сега што мислат другите за вас. Не ви е проблем ако сте различни од нив. Бидете внимателни, драга група број 1. Имам впечаток дека вие со својот силен и одлучен настап ќе направите некои луѓе љубоморни и завидливи. Ги гледам како се групираат. Зборувам за многу блиски луѓе, за кои ни во сон не би помислиле дека би можеле да ве повредат на било кој начин. Па сега, некојаш луѓето, независно од тоа колку се добри и колку ви се блиски, може да си одлучат да ве повредат. Размислете само кој со што би можел да се почувствува загрозен од вашите успеси. Некој што пробувал нешто слично не успеал. Не знам. Бидете внимателни, заштитете се. Ве молам. Бегајте од чувството на сиромаштија во текот на ноември. Особено ако ненадејно ви се натрупаат повеќе трошоци од вообичаено, останете си смирени и исполнети со љубов. Ако бидете такви во животот, ќе ви се отвори нов извор на приходи. Избегнувајте посесивност, контрола, не бидете стиснати, не ја блокирајте промената што доаѓа. Може да се истрошите енергетски, да истрошите толку сила за да задржите некои луѓе или некои работи во животот, само затоа што тие прават да се чувствувате побезбедно. А може па некој друг во вашиот живот на тој начин да се закачил за некои работи или за луѓе.
на некој нездрав, посесивен, токсичен начин. А што се однесува до овие луѓе кои ви работат позади грб, може ќе треба да им поставите граници. Избегнувајте самоизолација, комуницирајте си со луѓето, така полесно ќе дознаете што се случува на вистина. И отворете ги ширум рацете за сите можни техники и активности кои ќе ви помогнат да постигнете вистинска рамнотежа и љубов со другите луѓе, но исто така и длабоко во себе. Медитирајте со разни прашања. Например, кои сте вие на вистина? Кои се вашите морални принципи и животни вредности? Тоа ќе ви донесе хармонија и баланс во животот. Некогаш, кога се појавува оваа карта, ќе бидете ставени пред донесување на значајни одлуки. Универзумот ви помага, затоа не одложувајте. Дури ако се соочувате со дилеми за луѓето или насоката во својот живот, останете си смирени, без брзање, внимателно проценете ги сите за и против, донесете соодветна и конечна одлука. Ќе видите како вратите ќе почнете да ви се отворат. Се ќе ви стане совршено јасно. Едноставно завршете таа работа више еднаш. Мора да преземете одговорност и да си ставите малку ред во работата. Имајте на ум дека треба да поставите пример за некои луѓе околу вас во ноември, а можно и подолготрајно во иднина. Да изградите авторитет, да им доделите некои потешки задачи. Не е ни чудо што ќе се соберат против вас, не се навикнати на напор. Така што нема да има толку многу време за забава и шетање. Мора да дадете приоритет на логиката наместо на емоцијата и на умот над срцето. Мора да се фокусирате на креирање на структура и стабилност, за да ги донесете во реалност сите ваши идеи и желби. Или барем поголемиот број од нив. Можно е да се занимавате и со активности поврзани со администрација, некои владини институции и услуги. Ова карта исто така може да означува некаков постар човек кој ќе ви даде добар и мудар совет. Послушајте го. А сега погледнете околу себе и сетете се. Постои една личност која буквално не знае што да прави и каде да го посвети своето време. Како да е замрзната во своето окружување. Па иако се чини дека сите се откажале од неа, верувајте ми, таа личност и како има што да понуди на овој свет. Јавете и се, пишете и или отидете директно кај неа, ќе ми кажете фала за ова. Ние луѓето лесно ги забораваме другите, особено кога тие другите се некои фини, љубезни, исполнети со љубов и немаат баш обичај да викнат гласно или да побараат помош. Запомнете, секој има нешто добро да понуди на овој свет. Затоа и дошол овде. Од една страна ќе направите добро дело, а за возврат ќе добиете многу повеќе од колку што очекувате. А очекувајте другите да ви поставуваат разни предизвици во текот на ноември. Драга моја група број 1. Знаете како оди тоа? Кога конечно ќе се почувствувате силни и подготвени за вистинска акција, тогаш универзумот знае дека сте издржливи и ќе ви нафрли неколку проблемчиња да ги решите. Школа бе школа, да научите нешто. Ви кажувам дека треба да се браните и да вратите кој ќе ве нападнат. Јас ве гледам како победници. Но мора и да ве предупредам дека борбата нема да биде лесна. Некојаш едноставно мора да се активирате и да им дадете до знаење на другите дека нема да ќутите и да седите со скрстени раце кога ќе ве нападнат. Слободно да си станете и да се браните. Универзумот е на ваша страна. А во врска со кариерата,
гледам дека работите ќе си одат добро, бидејќи веќе сте во фаза кога ги жнеете успесите од напорната работа. Ќе постигнете добро избалансиран живот и ќе дадете повеќе внимание на домашните, додека уживате во резултатите од напорната работа. Инвестирањата ќе ви бидат добри, ќе имате среќа, богатство, успех, добри финансиски резултати. Така што општо гледано кариерата ви е добра. Сега за љубовта. Да видиме, ако сте веќе во врска, постојат неколку опции со оваа карта. Се надевам, тоа зависи од вашите лични желби, сите овие опции ќе ви се допаднат. А ако сакате бебе, зашто реков зависно од вашите желби, има некои кои не сакаат, може име рано или касно, како и да е. Ако сакате бебе, може да се зачне или дури да се роди во овој месец. Можно е да падне и некаков предлог за брак или да одлучите заедно да живеете со партнерот. Ако сте слободни, очекувајте повик за состанок, кој секако треба да го прифатите ако сакате да ме послушате. Спремни сте за ново поглавје во животот. Што се однесува до личниот раст, оваа карта е поврзана со успех, победа, слава, триумф и достигнувања. Дали веќе извесно време работите на личниот раст? Дали работите на соочување со својата темна страна? Независно од тоа на што сте работеле, или колку долго, или се уште работите на тоа, очекувајте добри резултати. Можно е дури и да сте одлучиле да ги споделите своите искуства со пошироката публика. Направете го тоа слободно и може да се изненадите колку луѓе ќе ве поддржат и колку многу вие ќе им помогнете на другите со споделувањето на својот сопствен пат и на постигнатите резултати. И на крајот имаме една дополнителна бонус карта, што не сме прашале, а треба да знаеме за месец ноември. Некогаш доаѓа време, драга моја група број 1, кога треба да станете погруби. Верувајте дека во контролата во вашиот живот си ја имате самите. Вашата енергија ќе ви помогне да ги надминете блокадите, ќе си бидете одлучни, фокусирани и силни. Сега е време да го постигнете посакуваното. Може да се соочите со пречки на патот. Ако си останете фокусирани и со силна самодоверба, ќе постигнете успех. Спремни сте за борба и ќе постигнете се што сте си зацртале. Или барем 99%. Тоа е се, драга моја група број 1 за денес. Спремни сте за успех и со среќа во ноември. Посакувам добре дојде на групата број 2. Ајде да видиме што ќе ви се случува во текот на месец ноември. За групата број 2, општата слика на распоредот на картите ми укажува дека треба да очекувате приличен број на значајни настани во текот на ноември. Половината од картите, 50% од картите всушност, укажуваат на значајни животни настани, а кај остатокот од картите, фокусот е главно на енергијата на огнот, значи работа, динамика, движење, а потоа тука се и емоциите. Присутни се и материјални придобивки, интелектуални активности, ама со послабо влијание. Во моментов сте обкружени со енергиите на успех, просперитет, стабилност и сигурност. Честитки за групата број 2. Се гордеете со сопствените достигнувања, а самодовербата ви е на високо ниво. Се чини дека сте дел од добар тим. Во семејството ви е добро, убава атмосфера, можно е да се случува тоа и на работа, а можно и на двете места.
Нека ви трае оваа убава енергија и во ноември. Во октомври научивте колку е важно покрај себе да имате добро партнерство. Научивте дека ништо нема да ви вреди во животот ако ја немате вистинската личност. Имате добар и хармоничен живот. Сум ви извлекла добра и позитивна карта. Оваа прекрасна карта зборува за љубовта, за романтичните врски, но може да се однесува и на хармонија и почитување меѓу пријатели и деловни партнерства. Означува некаква еднаквост и избалансираност. Некогаш животот ве тестира. Во таквите моменти, во тие тешки ситуации, тогаш можете точно да видите кои се вистинските луѓе. И јас се ви посакувам на сите да сретнувате што повеќе такви луѓе. Драга моја група број 2. Да ви кажам, ќе имате многу работа во ноември. Некогаш мора да ги засукаме ракавите и да ја завршиме работата, нема бегање. Може да ви порасне самодовербата толку многу, па да се засилите и да земете повеќе од колку што можете да изработите. Некаде на средината на месецот може да си помислите што правам бе јас? Па нема шанси ова да го завршам, не е реално. Мора да ви кажам дека сте многу близко до посакуваниот резултат. Секако водете си добро сметка за себе, соберете сила и запнете добро, бидејќи успехот ви е поблиску од колку што мислите. Гледам дека ќе бидете храбри и страјни, силни, спремни да издржите се до достигнувањето на успехот. Знам дека не очекувавте ваков развој на настаните. Ми се чини дека внимателно си го направивте планот, ама работите не се одвиваа според планираното. Само имајте на ум дека успехот е поблиску од колку што ви се чини. Продолжете упорно. Многу скоро ќе уживате во резултатите од вашиот труд. Дефинитивно во текот на октомври се случувале некои матни работи. Некој добро се потрудил да ви го искомплицира животот. Бевте вие свесни за нивната осуда. И без разлика дали тие си мислеле дека се во право или не се. Ама тоа не е ичнивна работа. Конечно, сите си правиме избори во животот. Сами се соочуваме со резултатите. Што и да ви се случувало во минатото, ве уверувам дека е завршено. И морам да ви кажам нешто. Не сте вие криви. Верувајте ми во ова што ви го кажувам, немојте да губите денови, месеци или дури години за самите да стигнете до истиот заклучок. Еден ден ќе разберете дека не сте имале поинаков избор или дека едноставно не сте можеле да согледате подобра опција во моментот. Не дозволувајте никому да ви набива вина или да ви прави да се чувствувате полоши заради направените избори. Што и да се случило, веќе е завршено и не сте вие виновни. И уште нешто да додадам. Заслужувате да се чувствувате силно, безбедно и слободно, како и секој друг човек на планетава. Отворете ново поглавје во животот. Дали се работи за новина во личниот или во професионалниот живот, најважно е тоа што се соочувате со нешто скроз ново. Работа која не сте ја правеле порано. Знам, може да делува страшно, може да се чувствувате осамено, малку уплашено. Прво, да си верувате себе си на своите способности. А пред се, да му верувате на универзумот. Немаше да го правите тоа ако не бевте спремни. Околу нас постојат толку многу информации и брза комуникација,
што се што е потребно да сторите е да се одважите и да побарате тоа што вам ви треба. Бидете отворени за соработка и мудри во одлуките. Ако ви треба повеќе информации за ова, тука сум да ви помогнам. Сега е важно да избегнувате избрзани одлуки. Знаете, онакви засновани на емотивни реакции, на чувства. Не е така, драга моја група број 2. Обрнете внимание на тоа што се случува околу вас. Соберете ги сите расположиви информации, сите идни проекции и дури тогаш донесете ги своите одлуки. Ако имате впечаток дека сте го откриле кандидатот со најдобра биографија, погледнете повторно. Проверете ја веродостојноста на сите податоци. А ако сте убедени дека сте го откриле најдобриот бизнис на планетава, проверете си пак. Не велам дека треба да бидете пасивни и уплашени, напротив, проактивно истражете се што ви пристигнува како опција. Обезбедете дека донесувате темелно истражени одлуки. Така? За ова што сакате да го започнете, ќе имате поддршка. Можна и веќе да ви ја понудиле. Или ќе пристигне во ноември од страна на една стабилна, одговорна, лојална, истрплива, помлада личност, најверојатно е машко. Тој е амбициозен, вреден, заштитнички настроен и чесен. Послушајте го советот на таротот и прво проверете го добро. Ако ни се совпаѓаат одговорите, сте пронашле вистинско богатство. Можно е детево да имало татко или некој старател кој тешко ги искажувал своите емоции. Од тие причини, самиот тој ќе искажува својата благонаклоност или благодарност преку својата вредна работа и желбата да си ги обезбеди луѓето што ги сака. Така што ценете го преку тоа. Се работи за една практична и доследна личност, некој на кого ќе можете во иднина да се подпрете. Едно е сигурно, ќе мора да си ги земете работите во своји раце. Сега ќе мора да покажете лидерство, верба и оптимизам за иднината. Дури ако мора, ќе бидете и груби на некој начин со своето обкружување. Кога си ја знаете целта, се претварате у динамо машина. Ништо не може да ве сопре. Особено не некои мрзливи неодговорни лица кои очекуваат да им ја завршите и нивната работа. Не, ќе им кажете фала многу на овие личности. И ако морате, ќе водите битка со секој и со се што ќе ви застане на патот. А тоа е патот за постигнување успех. Имам впечаток дека сте од оние луѓе кои во работата најчесто се подпираат исклучиво на себе и својата лична проценка. Не сте уплашени од работа, кога треба да постигнете тоа што сакате, ќе дадете се. Сватете дека постојат толку многу луѓе спремни да ви ускокнат и да ви помогнат и да работат исто толку многу, ако не и повеќе, само ако одлучите да ги споделите своите желби и своите визии со нив. Знам дека е тешко да им верувате на луѓето. Затоа и ве советував претходно прво добро да ги проверите, да ги тестирате ако мора. Проверете од време на време. Никој не е совршен, некојаш добрите луѓе од причини за вас непознати прават глупави грешки. Сигурна сум дека после неколку теста ќе бидете прилично сигурни со кого имате работа и дали можете да му верувате во однос на вашето време и вашите пари. Можно е да потиснувате некаква болка или тага заради настани што се случувале во минатото. Можно е некој да ве издал. И оваа енергија ќе ви се појави на површина во текот на ноември за да се справите со неа. Како што велат некои да ја почувствувате за да ја излечите. Ако ви се случи ова, направете се што е потребно за да го средите, не оставајте за понатаму.
ќе се почувствувате многу подобро и посилно откако ќе се справите и ќе се разделите со таа работа за секогаш. Од друга страна, можно и да запознаете нова личност во ноември. Некако упорно ми доаѓа да кажам септември. Што ви се случило во септември? Размислете. Да се вратам назад. Најверојатно, тоа ќе биде некоја зрела женска или женствена личност, која е муабетчика, многу паметна, секојаш спремна да помогне, самата многу страдала во животот и станала силна и мудра заради тоа. Од една страна можете да очекувате силна емпатичност. Човек кој што е подготвен да ве брани, да биде на ваша страна, ама од друга страна, ако е убедена дека во нешто грешите, ќе ви каже у очи и тоа без пардон. Некојаш знае да биде остра на зборови. Таа е силна, жустра, правична, духовита личност, е префинета, независна, способна жена. Во основа се работи за реална личност, која секогаш можете слободно да ја прашате доколку ви затреба реална критика за нешто. Во однос на кариерата, се ќе ви биде организирано и ќе работи точно ко швајцарски саат. Очекувајте успех. Ќе си организирате работата толку добро што при крај на месецот ќе можете дури да си се опуштите и да уживате во резултатите на напорната работа. Секогаш ќе настојувате да постигнете баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот. Заради ова, можно е да одбиете некои профитабилни бизнеси, ама вашето големо искуство ме научило дека за да работите успешно на долги патеки или стази, како што велиме, треба да бидете умерени во своите активности. Ова мото ви помогна до сега да бидете дел од бројни успешни инвестиции. Вашата позитивна енергија ќе ви привлекува среќа и изобилство во сите полиња од животот. Така, можеме да заклучиме дека кариерата ви е прилично успешна. Бидете внимателни во вашите врски, особено кај вашите блиски романтични врски. Постои некоја погрешна личност, дали е меѓу пријателите, дали во семејството или партнер. Општо гледано се работи за енергија која може да ве иритира и да предизвика да станете алчни, безмилосни, па дури сурови кон другите. Да се работеше за оваа енергија, ама на полето на кариерата, ќе прифатев дека малку поголема амбициозност нема никому да наштети, па дури ќе ви помогне да си ги постигнете целите. Но земајќи во предвид дека се работи за блиските луѓе и за врските со нив, треба да внимавате кому му давате доверба за важни работи во животот. Ако сте во можност да си ја задржите сопствената енергија на повисоко ниво, тие самите ќе си заминат поврго отколку што дошле. Ама ако ве зафатат некои негативни струи, некои непријатни емоции, оваа личност може дури да ви наштети. Што да кажам, постојат лекции кои некогаш мора да ги научиме. Ама јас сум тука да ви кажам да си ги отворите очињата и барем малку да бидете внимателни. Ќе треба да донесете некои многу тешки одлуки во однос на личниот раст. Во животот сите стигнуваме на одредени раскрсници, па еве се појавува и вашата. Останете смирени колку што можете повеќе. Прегледајте си ги сите опции за и против. Прашајте си го и срцето. Што навистина сакате да гледате и да чувствувате во иднината? Дали тоа што го имате сега ќе ви го даде посакуваното? Откако ќе донесете одлука, спроведувајте и не се вртете назад. Очигледно постои некоја лекција што треба да ја научите. Не се плашете. Не одложувајте, одлучете си што е најдобро за вас во дадените околности и
работете на тоа. Сигурна сум дека ќе ја донесете вистинската одлука. Немојте да заборавите да си бидете сочувствителни, исполнети со љубов и љубезност кон себе во тие моменти. Ако ви требаат повеќе податоци за ова, слободно побарајте ме. И на крајот, последната карта, бонус карта, што не сме прашале за месец ноември, а групата 3 треба да го знае. И тоа е да запомните дека не треба да осудувате. Знам, кога сме повредени, кога работите не одат како што сме замислиле или како што сакаме, па и прилично човечки да изреагираме. Некогаш и не така пријатно. Водете сметка дека се што ви се случува во животот е за ваше најголемо добро. И внимавајте се што ќе ви кажам. Некогаш, дури ни тие луѓето кои во суштина се нашле на некое место за да ни помогнат во сопствениот раст, не се воопшто свесни зошто нешто им се случува. Се што прават и самите е исто така некаква реакција, предизвикана од работи кои се наоѓаат на ниво на нивната подсвест. Не се тоа лоши луѓе. Едноставно немаат сила да се сопрат. Како најголем дел од нас. Како да ви објаснам? Нешто длабоко од внатре ги тера да го направат тоа. И не можат да кажат не на својот порив. Ако ве, пуштете ги. Верувајте ми, дека еден ден ќе ви се осветли поширока слика. Значи, ќе ги видите сите настани во животот и ќе сватите зошто ви се случувале сите тие работи. За сега, само подсетувајте се редовно дека се што ви се случува е за ваше најголемо добро. И со тоа завршуваме со гледањето на нашата прекрасна група број 2. Се гледаме. А сега посакувам добре дојде на мојата последна, ама исто така многу важна група број 3. Ајде да видиме што ќе ви се случува во текот на месец ноември. Што се однесува до групата број 3, општата слика на овој распоред ми кажува дека важните животни настани, заедно со нивните интелектуални активности и нивните емоции, ќе бидат со еднакво влијание во текот на месецот ноември. И додека нивото на активности ќе биде нешто пониско, тие се уште ќе бидат присутни во текот на ноември. Само не очекувајте премногу промени во однос на материјалните работи. Тоа, верувам, се подразбира. Некако помалку работа, помалку пари. Ви посакувам нешто да ви се промени во иднина и ситуацијата да стане подобра и на тоа поле. Сега гледам зошто помалку ви се работи. Гледам некоја убава, изгодна личност, исполнета со љубов. Очигледно е дека вниманието ви е фокусирано на љубовниот живот. Дали ќе се работи за нова љубов? Па ќе сакате цело време да бидете заедно? Па така ќе си ги запоставите малку професионалните обврски? Или се работи за некој значаен животен настан, за оние кои веќе се во врска? Сигурно е едно, а тоа е дека љубовните емоции се насекаде околу вас. Убаво е тоа. Само пробајте малку да балансирате, бидејќи сепак ќе ви требаат и парички за да уживате во времето со вашата омилена личност. Имате некоја тешка лекција низ која сте поминале во октомври. Можно е да е поврзана со вашата здравствена состојба. Се надевам дека сето тоа е веќе завршено и дека повторно сте добри, а може
и да означува нешто скриено од вас. И еве, јас ви потврдувам дека сте биле во право што не сте верувале, дека сето тоа што се случува во реалноста, така како што е представено пред другите, не е баш вистина. Значи, интуицијата би била добра. И ако сте биле паметни, сте обрнувале внимание на сите знаци кои што требало да ви покажат што уствари се случува. Нешто неубаво, можно е дури илегално, како да кажам, криминално, да се случувало. А можно и некој настан или нешто што ви требало, сте го очекувале, едноставно да се одложило. Господ знае зашо е тоа добро. Ајде, било поминало. Да ја видиме следната карта. Таа е поврзана со деца, со млади луѓе. Сега се сеќавам на првата, како се чувствувате моментално. Ако земеме дека тоа е пажот на пехарите, кој што може да означува и дете, можно е дури да има шанси некој да остане бремен или дури и да се породи во ноември. Во таков случај веќе ми е прилично јасно зошто вниманието ви било свртано во таа насока, кон оваа убава, малечка, прекрасна душа. Тие бараат, многу се захтевни. Мислам, не само внимание и нега, туку и многу финанси, особено првите години. А после уште поише. Не и се. Има и други можности со оваа карта. Може да сте премногу фокусирани на минатото, па заради тоа да ви влијае многу минатото и минатите настани, на начинот на размислување, на однесување, сето тоа да ве окупира во моментов. Не е убаво толку да ве оптеретува. Можно е да ви треба и поддршка, и заштита дури од пријатели, од семејство. А можно е едноставно да сте многу наивни и малце незрели во некоја ситуација и со некои луѓе. Се работи за општо гледање, за поголема група на луѓе, така што слушајте ги опциите и гледајте која највеќе ви одговара вам лично. Ми се чини дека вие сте една од оние личности кои до пред известно време, барем, биле посветени на строга дисциплина, моќ, авторитет, структура. На прво место е главата, на прво место е логиката, на прво место е материјата, дури потоа доаѓа срцето и емоциите. Значи, се е поврзано со логика и со објаснување. Нешто се случило, нешто многу значајно, кое што направило да си го слушате срцето. Еден дел од вас се побунил, рекол, да не грешиш, ама душата си знае дека срцето е во право. Некојаш дури работите кои немаат логика, кои што не можеме да ги разбереме, се вистинските работи кои што треба да ги направиме, затоа што душата го знае патот кој што треба да го поминеме. И сега оваа карта можеме да ја гледаме и од практична страна и да кажеме дека едноставно е поврзана со некои правни работи, поврзани со законот, со војска, полиција, со судство, нешто во тој правец. Ви посакувам среќа, драга моја група број 3. Малце сум заморена, ќе ми простите. Сега, да видиме. Дали во минатото сте биле комплетен материјалист? Материјалист не мислам оној што ги сака парите и што ужива само во материјалните работи, него буквално светот го гледате од аспект на материјалното. Не размислувате многу за спиритуалниот дел.
за духовното. И после одеднаш нешто ве натерало да се посветите целосно на духовното. Гледам голем дел од тие енергии кај вас во текот на месец ноември. Од друга страна, вие може да сте некоја јака, сигурна, самоуверена личност и одеднаш да сте го изгубиле некако тлото под нозете. Да сте се подуплашиле, често да сретнувате непријатели или луѓе кои што се непријатни со вас. Сега ќе ви кажам. Најважно е овдека да ставите стоп, да запрете и да ја проучите, да ја скенирате цела ситуација. Секогаш кога ви се случува така многу нешто страшно и погрешно, првата работа што треба да ја направите е да се дистанцирате од неа колку што е можно повеќе, колку што ви дозволува ситуацијата. Се случува со причина, можно е некојаш да сте биле вие нефер кон некој. Па сега ова се случува за вие да сватите, да добиете различна перспектива и да сватите што се случувало, што сте направиле. Или па може би во животот сте биле презаштитени и сега одеднаш сте се нашли у ситуација да се соочите со реалноста и со сите луѓе и добри и лоши и сите добри и лоши работи на едно место. Што и да е, обидете се да ја најдете која е вашата улога во целата таа ситуација. Немајте да бегате од ситуацијата. Има некоја лекција што треба да ја научите, ако побегнете ќе ви дојде пак. Секогаш кога доаѓаат повторно тие ситуации, се поизразени, се поостри, за да можете да ги сватите. Сега секако користете си го и разумот, здравиот разум, нормално. Ако се работи за нешто што е опасно по живот или опасно на било каков начин за вас, секако дека ќе се дистанцирате и тоа одма. Бегајте. Важно е, доколку е можно, да откриете зошто ова ви се случило, за да не ви се случува пак во иднина. Овдека гледам дека треба да избегнувате оној тип на ригидни, сурови луѓе. Понекогаш може да ви се чини дека се добри во суштина, бидејќи ви делува дека си го имаат животот скоцкано, средено како што треба. Ама да знаете дека некојаш тоа не е вистина. Многу пати се што гледате на површина само е тоа што тие самите одлучиле да ви го покажат. Таротот ве советува дека барем во месец ноември треба да ги избегнувате ваквите луѓе. Може би ќе ви треба и поддршка од некои љубезни луѓе, од луѓе исполнети со емпатија, со разбирање, за да надминете некоја ситуација со некоја ваква особа, посурова. Пречекајте со раширени раце секоја информација и секоја техника која што ви доаѓа во текот на ноември. Се ново што доаѓа. Очекувајте нови вести, добри вести, бргу. Може да дојде некое писмо, или да ви се јави некој по телефон, или некој да ве информира лично, да ви каже, очи во очи. И што друго? Може конечно да ви дојде некоја нова убава идеја за што треба да работите. Ова ќе ви инспирира, ќе ви ја зголеми креативноста, ќе почнете да правите нови возбудливи планови, да размислувате убаво и да најдете нешто што ќе направи да се чувствувате живо, радосно и полетно. Ќе бидете разиграни, ќе се забавувате.
ве предупредувам да внимавате, барем малку, значи да ги проверувате работите, да не се залетувате во нешто, без да проверите што е тоа. Овде гледам дека конечно треба да си ја превземете улогата на лидер. Не знам дали сте свесни за тоа или не, ама можете. Можете, го имате тоа. Доста беше криење. Доста само некои калкулирања, барање изговори. Го имате тоа во вас, тоа лидерското. Бидете си искрени со себе. Колку пати, дури ви изненадило кога ќе видите колку луѓе ви веруваат на вашите мислења и ви го следат примерот. Вие сте една личност која го гледа доброто во секој друг, ама никако да се заврти, да се види себе си и да си признае дека е една прекрасна, моќна личност, способна да раководи. Можете да го направите тоа. Верувајте ми. Моја прекрасна група број 3. И да ви кажам една тајна. Не да ќе уживате во таа работа. Верујте. Изгледа ќе треба да ви кажам дека во текот на ноември нема баш да можете да рачунате на поддршка од други луѓе. Не дека не постои. Не дека луѓето неќе да ви помогнат. Никако како да ви се врзани очите со нешто, со некоја марама, не знам. И пред вас да дојдат, нема да ги видите. Куда се саботирате себе си? Гледам некакви енергетски блокади. И тие ги спречуваат луѓето да дојдат до вас, ама доаѓаат од ваша страна. Се надевам дека тоа ќе се смени во декември. Најде како оди тоа во животот. Барате помош, барате поддршка, а подсвесно ја одбивате. И тоа го правите долго време. Подсвесно се саботирате. И во еден момент ќе кажете, више преку глава, ќе си го направам сама. И кога тоа ќе го направите, нормално, не очекувате веќе помош. Нема подсвесни блокади. И одеднаш сите еден куп луѓе почнуваат да ви нудат помош, дури се чудите и со кого да работите. Нема врска, ќе ја завршите таа работа. Очигледно е, кога ќе ве навјасаат еден куп одговорности и задачи и тешкоти од сите страни и не знаете каде ви е главата, може да направите некој погрешен чекор, нешто да сгрешите. И после тоа се знае дека следува мало разочарување, дали ќе се разочарате во луѓе, во активности, во настани, а можно и во себе. Ќе дојде време кога ќе посакате да не се работите такви како што се во реалноста. Ама не е крај на светот. Ќе си ја научите лекцијата, ќе си продолжите. Немојте да се замарате со тоа што би се случило да направев вака или да направев така, како можев да стигнам до ова дередже. Готово е тоа. Тоа е што е, тука е. Само земете си ја лекцијата, видете кај сте погрешиле, што треба да правите во иднина и продолжете си. Иако ова ве теши, еве да ви кажам дека многу успешни луѓе, дури славни луѓе да речам, биле во таа ситуација, на тоа место на кое што сте вие,
па си продолжиле, и ете, станале и познати и богати. Океј, ајде да видиме се оваа карта. Прашањето тука е за кариерата и ја гледам картата од голема аркана, значи значајни настани во животот, картата на љубовниците. Знаете што е интересно? И во првите две групи на оваа позиција, на оваа карта, исто го имаше, не беше љубовниците, ама исто го имаше елементот на водата, на емоциите. Значи, многу љубовна енергија која што е поврзана со кариерата. Тука може да се кажат повеќе опции. Како што кажав, еднаш се работи за општо гледање за повеќе луѓе, па ви одберете си што највеќе ви одговара. Прво, може да влезете во некое бизнес партнерство со некој друг. Убаво партнерство ќе биде тоа. Што знам, јас сум слушнала лоши работи за тие партнерства, дека кога луѓето ќе дојдат до пари, дека почнува полека да се распаѓа, секој сака да влече за себе. Ама еве, од ова што го гледам тука, тоа за вас не важи. Тука ми покажува дека ќе се работи за многу убаво партнерство и дека ќе биде корисно и за двете личности, значи и за вас и за другата. Вие и вашиот партнер ќе бидете на иста бранова должина. Колку е супер да работиш за таков човек. Ќе работите заедно добро, значи, ќе се поддржувате меѓусебно. Тоа е една опција. Сега за другата треба да бидете малку внимателни, пошто една од другите опции е да имате врска со колега на работа или колешка, зависно од кој сте вие. Сега бидете внимателни кога мешате работа и задоволство. Бидете сигурни дека знаете какви се ризиците и дека сте спремни за сите консеквенции што доаѓаат после тоа. Ова е карта од големата аркана. Може да означува и одлука која што треба да ја направите во однос на кариерата. Бидејќи се работи за значајна животна одлука, може да се подуплашите и да ве фати паника. Смирено, соберете си ги сите факти, разгледајте од сите страни и донесете ја вистинската одлука. И одете понатаму, не се вртете назад. И исто така, сега ми текна уште ова, може да значи и голема промена, како промена на работа, или нешто што може во моментот да не ви се чини баш толку убаво, ама кое во суштина ќе биде супер за вас. Така што, пак истражете и дури ако ви се чини дека не е добро, пробајте да ги најдете добрите страни. Финансиски, сега е време да барате нови финансиски можности, бидејќи ќе бидете како магнет за богатство, ќе привлекувате. И сега што се однесува до меѓусебните односи, гледам тука една млада особа, која што е брза, итра, некој од оние муабетчи, интелигентни, храбри, такви што се бунтуваат. Сега, може истата таа, може друга личност. Значи да сретнете некоја која што е нестрплива, импулсивна, се спротивставува директно, делува малку нечувствително. Зависно од тоа која е вашата возраст и ситуација, може да се работи за вашето дете.
или се гордеете и срекни сте со се што постигнале и нивната позиција во општеството, или се расправате и пробате да им го скратите јазикот, пошто многу зборуваат. А може и двете. Ќе видите. Постои друга можност да сретнете некоја личност и да имате добар однос со неа. Дали ќе се работи за романтична врска или да биде тоа само пријателство. Сега размислете, бидејќи сите што ги сретнуваме на некој начин се наше огледало. Внимавајте какви емоции таа особа буди во вас. Тие ќе биде или нешто што многу го сакате кај себе, или нешто што ич не го сакате кај себе. Во секој случај ќе ви биде забавно со оваа личност во текот на ноември. Сега до што се однесува до личниот раст. Се што сте посакувале да постигнете на полето на личниот раст, ќе ви се случи во текот на ноември. Вие досега сте направиле толку многу работи. Ќе бидете срекни, ќе бидете задоволни, бидејќи конечно ќе откриете толку многу, ќе станете толку свесни за себе и тоа секако ќе ви донесе радост во животот. И како резултат на тоа и ќе влијаете позитивно и на околината и животот ќе ви се избалансира. Ќе ви се исполни со радост, со среќа, со убави моменти. Ајде да видиме последната карта као бонус, што не сме прашале за ноември, а групата 3 треба да го знае. Има два аспекта оваа карта. Ќе почнам со тој аспект што не е баш најдобар. Ама треба да си го имаме на ум. А се однесува на лаги, на завидливост, на нечувствителност, на работење позади грб. Знаете, оние луѓе што манипулираат, ви прават тактики, непријатели кои што ви работат позади грб, или дури и онакви што пред вас се прават дека ви се пријатели, а уствари што ви мислат и што ви работат позади грб нема да ви се верува. Значи бидете внимателни. Не им дозволувате да ве повредат. Искрено, кога ќе помислам на ова, понекогаш можеби сте некоја добра особа која што Господ знае зошто се сретнува со вакви лоши луѓе. Не се, ако се сретнете, задржате си лекцијата и продолжете понатаму, не си трошете време да мислите на непријатни моменти од минатото. Сега, од друга страна, оваа карта може да представува, значи нешто што е многу полесно за прифаќање, може да ја представува вашата флексибилност, вашата прилагодливост, вашата моќ за решавање на најразлични проблеми, тоа што вие секогаш можете да најдете добра стратегија, што сте рационални. Се уствари дека поседувате сето она што ви треба за да ги постигнете своите цели. И со ова ќе го затворам гледањето за месец ноември за групата број 3. Се гледаме. Чао!
Завршивме со предвидувањата за месец ноември. Сите 3 групи имаат значајни животни настани во овој месец, особено групата број 2. Затоа добро прегледајте во видеото за да бидете спремни за она што ве очекува. Доколку ви се допаѓа видеото, секако ќе ве замолам да го споделите со вашите пријатели, да ставите лајкче и да го заследите каналот на Таротот на убавото изненадување, што значи да стиснете на subscribe и на звончето. Ќе се видиме наскоро. Чао!